Владата повторно заборави на Македонија, македонци и македонско. Ниту Македониум, ниту Мечкинкамен, ниту Асном, а камоли Крушевска република. 120 години Илинден, огниште на татковината е овогодинешното лого на владата за јубилејната 120 годишнина за 2 август. Повторно изоставени националните символи и името на државата во символот за Илинден 2023 година. Идентично како и минатите години, без музичка композиција или телевизиски најави за големиот државен празник, символот со цртите на Македониум, премиерот Ковачевски го сподели на социјалните мрежи. Премиерот, без да го спомне името Македонија, нагласува дека само обединети и заедно сме можеле да ја оствариме визијата за градење на мултиетничко, мултикултурно, слободарско и демократско општество за кое не задолжиле илинденците. Се поклонуваме пред нашите илинденци, пред нашите револуционери, нашите партизани, чие визионерство за слободна, независна и демократска држава денес живее во сите нас. На сегашните и идни генерации им ги пренесуваме илинденските демократски идеали и вредности на обединетост, еднаквост, правичност и праведност, почитување на различностите на другиот, на честа и достоинството. На Ден Илинден, кога се слават херојствата на македонските револуционери, Гоце Делчев, Јане Сандански, Даме Груев, Никола Карев, Ченто и многу други, во својата најава Ковачевски не спомнува ниту еден. Ниту еден од хероите со години не е дел ниту од символот кој се прави за големиот македонски празник. Ова е 4-та година поред да не се споменува името на државата. Во 2019-та паролата гласаше "Сите сме деца на Илинден", во 2020-та победа за сите Илинден, само Илинден 2021 беше логото за 2 август пред 2 години. Лани пак логото за 2 август беше Илинден, нашата сила за иднината. Скромното лого со цртите на Македониум ја збесна јавноста. Само масло на огнот додаде најавата од Ковачевски, кој во ниту еден дел не го споменува името на државата, откако стигна најавата дека централната манифестација ќе биде на Скопското кале, кое според историчарите на никаков начин не се поврзува со 2 август. Според аналитичарот и новинарот Бранко Геровски, оваа владина порака може само да се свати дека бугарите се во право кога велат дека Илинден е бугарско.